Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, придружна членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, годинава одбележува повеќе значајни јубилеи. 80 години од освојувањето на македонскиот правопис, 80 години од освојувањето на македонската азбука, 55 години од вселувањето во денешната зграда добиена како подарок од иселениците. Во срцето на институтот се наоѓа спомен собата на Крсте Мисирков, која што го прикажува ликот и делото на македонскиот лингвистички великан. Многу често ученици од сите краишта на Македонија, од сите градови, од сите основни училишта доаѓаат да ја посетат спомен собата. Тоа ги обврзува и наставниците, затоа што во рамките на програмата и во основното образование и во средното образование се учи за Крсте Мисирков и навистина сметам дека е за честитање, за поздравување што нашите колеги професори што и наставници што предаваат во основното и во средното образование, што ги носат своите ученици овде во Институтот за македонски јазик и во спомен собата. Посетители знаеле да ни бидат и семинаристите од Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Значи, речиси секоја година, кога доаѓаат семинаристите од цела земјина топка, да речем, од сите што се пријавени на семинарот, на Меѓународниот семинар, доаѓаат во спомен собата, се заинтересирани за да го видат Крсте Мисирков, тој лик што нам многу ни значи. Секако дека оваа спомен соба има долга традиција. Вие споменавте 55 години од како е зградата, значи научната дејност е претходно почната. Собата содржи бројни фотографии, книги, документи и податоци за Крсте Мисирков, а најзначајното епохално дело е за македонските работи. Веќе имаме 5 децени постоење на спомен собата, која тогаш се нарекувала музеј соба, односно спомен соба за Крсте Мисирков. Тоа било еден убав повод во 1974 година, кога сакале на 100 годишнината од раѓањето на Крсте Мисирков да отворат една таква музеј соба во која ќе стават фотографии за животот и делото на Крсте Мисирков. Треба да споменеме дека 2020-2021 беше реновирана и затоа сега го има овој лик, малку посовремен да речеме. И како што кажавте, значи овде се документи, тоа се преписи, копии и така натаму, меѓутоа автентични за животот и делото на Крсте Мисирков. Како што е познато, Крсте Мисирков е роден во селото Постол, Ениче Вардарско, и кога дошле на идеја за 100 годишнината да направат, музеј соба или спомен соба, како што ја нарекуваме денес, тогаш, според музејската дејност, тие музеј соби обично се правеле онаму каде што се случил некој настан или онаму каде што живел некој творец, што нам не е во интерес да го прикажеме. Со оглед на фактот што не можело тоа да се случи во Постол, да речеме во родната куќа на Мисирков, на Крсте Мисирков, е одлучено да биде тоа во Институтот за македонски јазик. Посетата на спомен собата и овие предавања што ги одржуваме за учениците сметам дека се многу важни. И како што рековте, учениците се љубопитни. Кога ќе ги погледнат сликите, тука имаме фотографијата од неговата куќа, Потоа од семејството, тука фотографии, да речеме, од неговата сопруга, потоа од неговиот син Сергеј и така натаму. И јас секогаш велам, кога раскажувам за неговото детство, за неговото образование, и особено кога сакал да се запише пред се на медицина Крсте Мисирков, секогаш велам дека можеби не си е исполнил својата желба да се запише на медицина, меѓутоа не погрешил, зашто ние сме го добиле Крсте Мисирков македонист,
славист, лингвист, кој што многу значи. А зошто? Секогаш повторуваме. Крстен Мисирков се врзува со книгата за македонските работи. Крстен Мисирков во својата книга за македонските работи има поместено 5 статии. Особено за нас јазичарите е многу важна последната статија. Меѓутоа, Мисирков ја напишал книгата за македонските работи на една наддиалектна форма. Годинава институтот исто така одбележува 100 години од раѓањето на Трајко Стаматовски, еден од основачите на институтот, 75 години од првиот број на списанието македонски јазик, како и значајни годишнини на научници што не се веќе меѓу нас, како Благоја Корубин, Тодор Димитровски, Зденка Рибарова, Убавка Гајдова и Снежана Веновска-Антевска.